Речиси 4000 македонци во 2016 година починале од рак. Малигните неоплазми се втората најчеста причина за смрт кај населението. Кај мажите доминира карциномот на бели дробови, а кај жените на дојка. Доктор Шабан Мемети, директор на Институтот за јавно здравје, вели дека бројката на заболени од карцином во земјава бележи пораст, а граѓаните треба да водат грижа за своето здравје. Во Република Македонија, после болестите на циркулаторниот систем, малините неоплазми се втората најчеста причина за смрт. Во 2010 година од рак умреле 3705, а во 2016 година 3882 лица, додека стапката на морталитетот се движи од 180,3 на 1000 население во 2010 година до 187,3 на 100.000 жители во 2016 година. Мажите два пати почесто умират од карциноми. Кај мажите најчесто причина за смрт од малини неоплазми е малињата неоплазми од бронх и бел дроб со стапка на морталитет која се движи околу 65 починати на 100.000 мажи годишно. Кај жените најчесто причина за смрт е малигната неоплазма на дојка. Стапката на морталитет се движи околу 30 на 100.000 жени. Доктор Елена Ќосевска рече дека цигарите, но и аерозагадувањето се главен ризик фактор за рак на белите дробови. Појава на малигната неоплазма на дишните патишта е тутунот. Меѓутоа, не помала важност има и аерозагадувањето, кое што доаѓа од повеќе извори и, како што и сите знаете, се превземаат мерки за да се превенира аерозагадувањето. Значи, дефинитивно, самата состојба што ја видовте дека Скопскиот регион, Пелагонискиот регион и Полошкиот се најкритичните во Република Македонија. Раното откривање и третманот се едни од најголемите предизвици на докторите. Малигните заболувања во земјава се втор причинител на смртност, веднаш по болестите на циркулаторниот систем со околу 180 починати на 100.000 жители.